Ова е Феш Интернешнл, гледате најактуелните информации од светот. Сава поплави неколку хрватски села, жителите насилно се евакуираат. Во Хрватска Посавина водата и натаму продира во куќите, а најкритично е во Дреновци и Врбањ. Во поплавените села останале уште 40 на лица кои натаму одбиваат да ги напуштат своите домови. Екипите постојано работат на зајакнување на насипот, а помош пружаат и силите на полицијата и хрватската војска, како и предпријатието Хрватски води. Над 3000 кинези се евакуирани од Виетнам поради жестоките антикинески немири. Гневот во Виетнам е предизвикан од одлуката на Пекинг да се распоредат платформи за нафта во спорниот дел на Јужното Кинеско море. 20 кинези загинале, а околу 100 се повредени во судирите меѓу демонстрантите и виетнамските кинески работници. Во експлозија на автобус во колумбискиот град Фундасион, на северот на земјата, загинаа 32 деца, а тешко повредени се 23. Причината за несреќата засега не е позната. Градоначалникот на градот, повикувајќи се на тврдење на очевидец, рекол дека возачот на автобусот, кој избегал по несреќата, превезувал контейнер со бензин. Руски Газпром одсега на Украина ќе го наплатува гасот однапред, зашто украинската страна се уште го нема исплатено долгот од 3,5 милиарди долари. Руската компанија на Украина веќе ја испрати сметката за јуни. Доколку парите не бидат уплатени до почетокот на јуни, ќе биде загрозена испораката на газ за Европа, зашто не е исклучено неовластено земење од транзитниот газ од страна на Киев. Од оваа есен во еврозоната во опсег ќе биде пуштена новата банкнота од 10 евра. На прв поглед банкнотата нема големи промени. Меѓутоа, новите банкноти се лакирани, имаат подолг рок на траење и треба да бидат потешки за фалсификување. Минатата година беше воведена нова банкнота од 5 евра, но некои банкомати не ја прифаќаа истата. Ова беа најактуелните информации од светот. Следуваат регионалните вести на телевизија Стар. Довидување.